различни ситуации во кои што сме се нашле сите или ќе се најдеме, претпоставувам. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија, а темата на денешното видео е што кога нема да излезе онака како што сме планирале или како можеме да реагираме кога работите не ни излегуваат според плановите, а при тоа да не се изнервираме, да не се фрустрираме, да не чувствуваме поголем стрес и да го извлечеме најдоброто што можеме од новонастанатите ситуации. Нашиот народ вели домашниот есап на пазар не излегува или не може се секогаш да излезе според планот. Затоа и се вика план, нели? План според кој ние нешто ќе реализираме, но тоа не значи дека реализацијата секогаш ќе биде 100% адекватна на она што сме планирале. Затоа што не зависи се од нас, затоа што се случуваат најразлични други надворешни настани, затоа што трпиме влијанија од различни интеракции со другите луѓе, а понекогаш и самите придонесуваме нашите планови да не се остварат и да тргнат во некоја насока, затоа што некаде сме направиле превид, нешто не сме направиле како што сме замислиле, некаде едноставно сме оставиле да течат работите сами и поради тоа доаѓаме во ситуации во кои што од планот кој што сме го правеле претходниот ден, а не претходниот месец или година, следниот ден да не излезе ништо како што сме планирале и тоа најчесто знае да ни предизвика најразлични фрустрации, па говор на омраза или негативен говор во кој ќе се обвинуваме себе си, па да влеземе во некое разочарување, во некое расположение кое што не ни носи добро и токму поради тоа сакав да ви доловам како се може да избереме да се однесуваме во таквите ситуации, за да немаме големи стресови и едноставно да го прифатиме полесно тоа што ни се случува, а не тоа што ние сме сакале да ни се случува. Замислете дека патувате некаде, еве, например, одите на некаква забава, прослава во друг град, можеби во вашиот роден град ако живеете во друго место, или одите да одржите некое предавање или семинар и од известни причини го испуштате автобусот со кој треба да стигнете дотаму. Немате друг избор, не можете да направите ништо, да платите такси или да повикате некој да ве однесе, што исто така избор и опција, и вие одлучувате да ја прифатите ситуацијата каква што е и во наредните 2 сати, 3 сати едноставно да го чекате следниот автобус. Тука има две сценарија. Едното е да се обвинувате, па зашто задоцни, па како, па може побрзо, па со брајкеот, па не требаше денес, па требаше вчера, па јас секогаш вака правам, па неодговорна личност сум, па не правам ништо навреме, па секогаш дозволувам, па зошто, па всушност не ми се ни оди, па не е ни битно. И другото сценарио, прифаќам дека е така како што е, значи најпрвен, прифаќам, тоа е. И доколку реално една од причините може би нашата неодговорност, нетргање на време, недоволно посветено време на планирање што би било адекватно за ситуацијата, меѓутоа тоа е тоа. Ние одлучуваме да причекаме додека да дојде следниот автобус. Во тоа време можеме да седнеме некаде да испиеме кафе, да седиме во тишина некаде во некоја клупа, во некој парк, да ги прошетаме продавниците кои се во близина, да се јавиме некому на телефон, да поразговараме нешто, да прочитаме нешто на интернет, да изгледаме некој филм, дори имаме време и за тоа. Значи имаме безброј опции кои што можеме да ги направиме, меѓутоа во сите тие ситуации треба да бидеме присутни таму каде што сме, во тоа што го правиме, без постојано во главата да ни вртат мисли, ама можев, ама не требаше, ама сега што, ама зошто, ама како. Тоа е што е, така е како што е. Претходниот план не се реализирал, време е за нов план. Во тој план исто така да се посветиме доволно себе си, доволно време, доволно уживање, да бидеме присутни таму каде што сме, независно дали тоа бил нашиот првичен план или избор.
Само така ќе можеме да се носиме адекватно на стресот кој што ќе ни го предизвика првично тоа што не излегло нешто по планот, да живееме сега и овде, да бидеме присутни во тоа што го правиме. Затоа што ние секогаш тоа го правиме, само избираме понекогаш поинаку. Например, ако отидеме на роден ден, на свадба, на забава и си поминеме фантастично, можеби за тоа ќе зборуваме следниот ден, ќе му раскажеме на некој пријател, другар, роднина, што ќе го сретнеме по 3 дена, 5 дена. Меѓутоа, ние нема да зборуваме за таа свадба, роден ден, забава, што и да е, наредниот месец дена и да си повторуваме, леле, колку беше убаво, леле, колку беше прекрасно, леле, како убаво си поминав. А доколку се работи за нешто што ни е било негативно искуство, тогаш можеме и умееме уште месец дена да се повторуваме требаше, не требаше, зошто вака, зошто така, или пак година потоа, 2-5, да го вадиме некаде од архивата, од спомените и се уште со истиот обвинувачки тон, ама требаше, ама јас, ама не направив. Нема потреба од тоа. Затоа што на тој начин остануваме да живееме во минатото и тоа не во минато во кој сме биле среќни, ни било убаво, па ајде можеби од тоа ќе исцрпиме некаква емоција, некаква енергија, да се потсетиме, да може да искористиме во сегашноста, туку за нешто што било наше негативно искуство, што не сме било доволно добри, сме биле тажни, со што си го правиме тоа? Тоа што е направено и нема назад и не може да се врати. Единствен начин да се измени своето минато е да се действува во сегашноста, да не се повторат тие грешки, доколку нели можеме да го направиме тоа, да бидеме во иднина поодговорни, да тргнеме побрзо, ако е потребно да земеме превид дека има гужва, доколку се работи за некоја забава на која не сме стигнале. Би било убаво да им се јавиме на луѓето, да им се извиниме, да им кажеме дека од известни причини нема да стигнеме или ќе задоцниме. И тоа е тоа. Нема потреба да се обвинуваме себе си, да чувствуваме дека кој знае што сега си ме им направиле на тие луѓе, сме им погрешиле, па како ќе го сватат тие, како ќе го разберат. Ако е тоа професионална обврска, ако е некој семинар, обука, предавање, во рете се случува. Исто така ќе се извиниме, ќе се објасниме. Ако се работело за некоја финансиска надокнада или некоја добивка, нема да ја добиеме, ќе се откажеме од тоа. И во рете, животот продолжува понатаму. Зошто да си го правиме тоа на себе си? Зошто да се обвинуваме, кога со тоа ништо нема да промениме? И ставете се себе си во улогата или во кожата на оние кои што сте ги изневериле, разочарале, не сте ги исполниле нивните очекувања. Доколку вие сте подготвувале некаков ручек, вечера, забава и луѓето ви откажат. Да, ќе ви биде непријатно, да, ќе бидете исфрустрирани, меѓутоа животот ќе продолжи понатаму. Ако не дојдат двајца на вашата забава, забавата ќе продолжи, ќе се одржи и без нив. Ако не ви дојдат двајца на вечера, а требало да дојдат само тие двајца, ќе ви остане дел од јадењето за утрешниот ден. Ќе ви биде малку криво, малку жал, меѓутоа, тоа е тоа. Ако вие требало да одите на некаква работилница, семинар, обука и обучувачот, предавачот од известни причини откаже, добро, ќе бидете исфрустрирани, меѓутоа нема тоа да го памтите до крајот на животот, да го мразите обучувачот, да му се одмаздувате. Да, знам, јас правам пародија од сето ова, меѓутоа и ние исто така, кога ќе влеземе во нашите негативни приказни, кога ќе залепиме едно врз друго, и ние исто така понекогаш изгледаме како една мала пародија во која, во известни ситуации, слепо веруваме и не можеме да се разубедиме дека тоа што сме го направиле и не е некоја голема работа и не е нешто толку страшно и дека понекогаш на сите ни се случува, човечки е, затоа постои нели како што кажав да се извиниме, да преземеме одговорноста и едноставно да го искористиме времето и она што ни е дадено како втор план, да се реализираме во тоа колку што можеме повеќе, да си го поминеме тоа време онака како што најдобро знаеме и умееме и на крајот да си кажеме кој знае зашто е ова добро. Кој знае што ќе ми донесе мене ова време? Кој знае што ќе добијам јас од нов план кој не сакајќи го создавам затоа што првиот не успеал?
И се е подобро од тоа да земете и да се обвинувате за нешто што не може да се промени. Да тажите по она што не се остварило, доколку не може да се промени. Наше е да бидеме сега овде присутни во новата реалност, во новиот план, во она што ни е понудено, во она што може да го направиме и да уживаме во тоа, да создаваме нови можности, нови односи, нови пријателства, да бараме нови патишта за она што ни се укажало можност да го живееме, да го правиме, како резултат на тоа што она претходното не се остварило. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам одговорно и посветено да ги планирате своите активности, меѓутоа да не се врзувате за нив, доколку некој план не се исполни, да можете да уживате во тоа што сте го добиле како резултат од неисполнувањето на планот, да научите нешто ново, да ви биде тоа едно ново искуство и да уживате во секое искуство, затоа што животот е непредвидлив и не е секогаш согласен со нашите планови. Има тој за нас некои скриени планови за кои ние не ни знаеме, нити можеме да знаеме. Затоа треба да се препуштаме и да уживаме во секој миг, затоа што оние другите мигови секако ќе ги има. Секогаш кога ни е дадена можност да искористиме и да уживаме во животот. Независно дали е според планот или онака како што налагаат новите услови и новата ситуација. Се најубаво, ви благодарам што ме следите, ставете лајк, напишете коментар, дајте предлози за видеа, посетете ја мојата страница Ти можеш, споделите некоја приказна со мене, поставете прашање, се гледаме со некоја нова тема во некое ново видео. Се најубаво.